јавноста се појави информации во кои што се разгледува опцијата специјалната јавна обвинителка Катја Ценева да биде избрана привремено за вршител на должност, односно за ВД. Како тоа го толкувате, дали е возможно како опција? Не само за Катица или за било кој друг од внатре? Не, за било кој друг од натре јас не гледам можност по законот за специјално јавно обвинителство, затоа што тимот го избира специјалната јавна обвинителка, меѓутоа со толкување на одредбите од законот за јавно обвинителство, за специјалното јавно обвинителство не е забрането да имаме барем додека ова е законот додека е во сила, односно уште една година веде и тоа да биде специјалната јавна обвинителка. Не гледам пречка во тоа. Врховен го одложи издржувањето на затворската казна за поранешната министерка Гордана Јанкуловска, која има правосудна присуда случајот Тенк. Ваш коментар за тоа и тука е за истиот случај екс-премиерот Никола Груевски, ако втората екстрадиција беше за обвинението за 27 април и тоа е одбиено за овие два случаи. Коментар. Значи, сметам дека законот за извршување на санкции е премногу јасен во тоа и му дава можност на судот додека детето наполни една година, меѓутоа како можност, не и како обврска во секој случај да го направи, да заради правата на детето и правата на мајката го одложи извршувањето на соодветната санкција додека детето наполни една година. Се над тоа, мислам дека денеска некаде отприлика истекува, односно полни детето година дена или утре, не знам точно како беше. Се над тоа е веќе нешто што е недозволено. Сака да каже дека Врховен постапил спротивно на законите? Јас не сум ја видел одлуката на Врховен, од кој причини се раководел кога ја донел таа одлука, дали од некој хуман аспект или нешто друго има во предвид. Меѓутоа, во законот за извршување на санкции, тоа е така регулирано. Не можам да ви кажам однапред, ако ми ја покажете одлуката, ќе ви кажам. Па добро, тие се повикуваат на ЗКП, на член 466, може ли? Нели е симптоматично само високи функционери кога ќе треба да одат во затвор да се повикуваат на вакви одредби, во минатото на пример и Бучковски? Вие го дадовте одговор, да. Симптоматично, нормално. А обвинителите според последната анкета на Интроспект повторно оѓе довербата во специјалната јавна обвинителската институција. Според вас, кои се причините поради ваквите резултати? Значи, ги видов начално која е довербата и колку е недовербата во специјалното јавно обвинителство. Од претходната анкета немаме некој драстичен пат, меѓутоа и разбирливо ми е сето ова, затоа што и законодавецот и општеството во овој момент специјалното јавно обвинителство го држат во некаква вештачка кома. Тоа со одлуката на Врховниот суд, со непостапувањето и поедното од обвиненијата во судот, значи се осеќа дека одлуката на Врховен суд си нашла свој пат и воопшто ние во овој момент, освен судењата што одиме за тие обвиненија што сме ги поднеле во рокот до 30 јуни, ние освен документација што прибираме, други наши активности нема и со самото тоа нормално е дека луѓето немаат доверба во нашата работа, односно се намалува во тој дел. Ама тоа многу брзо ќе се крене, само да ги добиеме можностите. А дали сте размислувале во специјалното јавно обвинителство да покренете барање до судскиот совет за разрешување или за одговорност на председателот Јово Ангелски со оглед дека во посебниот извештај нели рокот од 6 месеци беше поминат? Значи ние колку што се сеќавам и во извештајот наш, а после влезе тој извештај и во официјалниот извештај на Стејт департментот, поднесовме соодветни акти до судскиот совет и не знам и кои други ги известивме органи за постапувањето, односно непостапувањето на функционерите во тој дел и очекуваме и апелираме судскиот совет да си ја заврши својата работа, затоа што ние мораме да ги пратиме и светските извештаи. Ако не ја завршиме оваа година, оваа работа до година во извештајот ќе бидеме ние, не ти.